Во вооружените действија во 2001 година загина 70 припадници на безбедносните сили. Неколку од нив починаа подоцна како последица на здобените рани и повреди. Повеќе од 300 беа ранети или повредени. Денес, 22 години подоцна, Македонија е безбедна држава со напреден процес на меѓуетничко помирување, со стабилни меѓуетнички односи, членка на НАТО, на пат кон Европската Унија. Наша обврска како држава е да го чуваме споменот на загинатите бранители, да помагаме на нивните семејства, да се грижиме за ранетите, повредените и травматизирани бранители, да ја овозможиме достоинствен третман и на бранителите кои се извлекле безвидливи последици. Но дали во македонската реалност е така? Дали државата навистина се однесува така кон оние кои последни се бореа за татковината, кон оние кои последни крвареа, оние кои загинаа или беа подготвени да загинат, бранејќи ја Македонија? Јас би рекол делумно да, делумно е така. Државата покажа грижа за повеќето семејства на загинатите бранители, покажа грижа и за повеќето воени инвалиди, како и за дел од неповредените бранители. Но тоа не е доволно. Тоа не е односот кој го заслужуваат македонските бранители. 15 семејства на загинати бранители, како и 30 полесно ранети бранители, до ден денес се уште се необештетени.